Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани градоначалник, почитувани граѓани на општина Росман. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа на Република Македонија, службен весник РМ број 5/02, член 15 од статутот на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06 денесува решение за свикување на 15-та седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го изгласиме записникот од минатата седница. Пошто има забелешка... Не го дави на глас, значи важно за вас, дека тоа што викат забелешка, дека ќе се исправи на наредната седница и готово. Тоа ќе го ставиме гласање. И тоа што гласа. Добро, тогаш за наредна седница ќе го ставиме гласање за овој записник да се исправи грешката. Грешката за 13-та седница дека не е помета по забелешките од советниците, од Јованчи и од Дако. Че по тие забелешки ќе одиме поново на тој записник да се усвои тогаш. Значи, дневниот ред ќе прочитаме и одиме по дневниот ред на оваа седница. Предлог, точка 1, предлог одлука за годишна програма за воспитно образованата 2022-2023 година за јавната општинска установа детска градинка Прасичка Росман. Точка 2, предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени инициативи од физички и правни лица. Точка 3. Предлог барање за постување на водоводна линија за користење на технолошка вода на местна заедница село Дебриште. Точка 4. Разгледување на барања за финансиска помош поднесена од физички лица. Одиме со точката 1. Дајме го ставам дневниот ред на усвојување. Добро, дополнување на дневниот ред, дали има некој? Советнички браши. Го ставам на гласање инициативата од Јованче да се стави советнички прашања. Дали кој е за? 6 за. Кој е против? 1 против. Воздржани? 1 воздржан. Това е точка 5. Значи сега го ставам на гласање целиот дневен ред со точка 5. Кој е за вака поставење на дневен ред? 8 за. Значи го усвоихме дневниот ред за денешна седница. Одиме по првата точка. Предлог одлука за годишна програма за воспитно образование до 2022-2023 година за работа на јавната општинска установа детска градинка Праскичка. Дали некој сака зборот по оваа точка? Павле? Благодарам, председателе, почитувани колеги, советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани присутни. Станав за дискусија, разгледав програмата, не е нешто да многу ме занима, само гледам дека таму у децата дека некои групи одат поради ковид мерки се примат таму на 10 минути, така биле по групи, и дали тоа е го има и на у други градинки дека така одат по групи и до кога би оделе така, бидејќи знаеме дека ковид мерките се укинати и зошто така би се примале деца на 10 минути по групи. Тоа ми беше само. Благодарам. Почитувани советници, почитуван градоначалник, медиуми, граѓани на општина Росман. Во врска со поставеното прашање од советникот, сакам да го изнесам следното. Значи, оваквиот тек на работа на градинката
Не, јас разговарав со родителите и воопшто не е проблем. Едноставно од здравствени и безбедносни причини, во смисла на тоа што, например, секој родител, секој воспитувачка или негователка си ги прима своите деца, своите си ги испраќа, и не се ствара гужва наутро да чекат, например, да чекат по пола сат за да ги прима децата. Оти знаете дека секој дете како ќе се приме треба да се пресоблече, да се внесе во неговата просторија. И така да јас до сега, меѓутоа имам отстапки за од населените места и за родители кои што имаат по 2 деца што носат во различен временски период, и на тие родители му е кажано, например, да одредено во кој период смета дека тие му одговара дека може да ги носат. Само од здравствени безбедносни причини. И, например, да не се случува, има деца, верувајте дека не сакат било кој да го испрати, ниту па сакат било кој да го пречека. Секој си сака својата негователка или воспитувачка да си го пречека и да си го испрате. Меѓутоа, наидувам во престрет на сите, ниту едно дете не е, кога, например, доколку порано пристигне или покасно не е вратено, ниту пак во однос на земањето. И сега ќе направиме отстапки во новиот, мислам, кај јаслената група, да биде подолг периодот на носење на децата, затоа што тие се на иста речиси годишна возраст и да се имаат 1 сат за прием на деца. Благодарам. Благодарим. Дали некој друг има збор по оваа точка? Нема. Ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за. Одиме со втората точка, предлог за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Дали некој сака збор во овој Игор? Почитувани советници, почитуван градоначалник. Во врска со овој предлог, иницијатива за изградба на хидроцентрала во Трстеник, барам појаснување да се разјасне подобро од страна на Водостопанство на Република Македонија подружница Тиквеш. Дали ќе има пореметување на редовното снабдување со вода на водокорисниците? Дали се знае во кој период водата ќе се користи за производство на струја, бидејќи производство на струја на скалата на приоритети е на 5-то место? Ги повикувам советниците пред да гласат, добро да размислат како ќе гласат за оваа иницијатива, бидејќи лично сметам дека ќе имаме големи проблеми ние земјоделците од оваа хидроцентрала. Благодарам. Дали некој друг? Фала, Игор. Дали некој друг? Боли Јошев. Фала, директорке. Поздрав. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани жители на општина Росман, почитувани медиуми. За појаснување на граѓаните, по втор пат го разгледуваме ова за некој витално прашање, за некој не е витално прашање, процедурално. За мене е витално прашање за ова хидроцентрала во атарот на селото Трстеник, каде што за појаснување на граѓаните на општина Росман да нагласиме дека таа исцрпува вода за нејзино напојување од постоечкиот канал, каде што истиот е и за наводнување на земјоделските површини во општина Росман. Че говорам од оваа говорница не политички, како техничко лице, кој ги имам овластувањето за изведба и за надзор, каде што од представници на оваа хидроцентрала, јас лично и мојот колега Павел Димов бевме на увид
тоест на разгледување на концептот за изведба на таа хидроцентрала и што значи таа хидроцентрала. И заради тоа што сум често присутен на вакви цевководи, гасоводи, хидроцентрали, ќе го давам моето техничко мислење од технички аспект, каде што ќе кажам дека уште на самиот старт оваа хидроцентрала е промашена во целост. Зошто? Ќе кажам неколку факти. Собственикот на оваа хидроцентрала замолуваше и представници од оваа хидроцентрала, вработени во таа хидроцентрала, секојдневно вршија на некој начин притисок врз нас за да помине ова барање за изградба на втора хидроцентрала и ни беше по наше замолување, замолница, да ни достават нас, советниците, нешто, документација, да разгледаме дали тоа е нешто, дали е во ред или не е во ред. Каде што од тие истите вработени од тоа хидроцентрала добивме еден анекс на договор и каде што кажува дека водостопанство на Република Македонија и Монтинг енергетика до Скопје склучиле договор за Тиквеш 1 во непосредна брзина на МХЕЦ Тиквеш 2 во рамките на постојната локација. Значи, за појаснување дека постоечката хидроцентрала, која е наречена 2, има пречник на диаметар на цевка ФИИ до 220, колку што е истиот пречник ФИИ до 220 на системот за наводнување на Росоманско поле. Што значи тоа? Значи тоа технички 2 мегавати за да добие таа хидроцентрала, колку што е нејзината инсталирана снага, треба во целост да ја пренасочат водата во турбината, Френцисовата турбина. Зошто викам дека во самиот почеток е промашена, уште на самото проектирање? Затоа што иста таква хидроцентрала можела да се стави цевна турбина, по примерот на Лукра, општина Кавадарци, каде што истата вода само протечува низ турбината и истата вода оде за системот за наводнување, а во дадениот случај водата откако ќе се искористи во таа турбина, оде во течението на реката и таа вода можеме да ја кажеме во наводници е јалова вода. Некој го подпишал договорот Водостопанство Тиквеш, главен извршен директор Васко Стефанов, некој си, не го познавам лично човекот. Абсурдно за мене, затоа што од искажаното на вработените во таа централа кажаа дека ние, вика, ги извршуваме и задачите на вработените во Водостопанство Тиквеш, каде што го исцрпуваат на дојденото џубре, да не доаѓа до запушување на сифонот, а тоа е работа на вработените во Тиквеш, но работата на вработените Тиквеш не се исполнува заради тоа што, не знам дали знаете, Водостопанство Тиквеш нема земена плата 3 до 4 месеци плата. И не можеме да ги натераме работниците да отидат да си чистат на тој сифон. Во документите што не ги дадоа на увид, ни дадоа само исечоци членови од договорот помеѓу Тиквеш и Монтинг. И каде што? Во член 18, вика, ни не го добивме целиот договор. Не знаеме во тој договор што има напишано, а треба да гласаме сега. Треба да гласаме нешто со заврзани очи. Исто така што ни беше налагодено на општина Росман да гласаме ребаланс на буџет, а да не ги гледаме кварталните извешти. И сега доаѓаме во иста ситуација. Сега, во овој момент, и вика, член 18, точка 2. Количината на вода со која располага јавниот партнер изнесува 95 милиони метри кубни.
Наводнувањата имаат апсолутна предност за користење на водата, така што во сезоната за наводнување електраните ќе работат согласно потребите за наводнување. Вишоко ќе се користи за производството на електрична енергија. Тоа значи, слушате внимателно, дека максимум 2/3 од расположивата количина да се потрошат во сезоната за наводнување, започнувајќи од 15 април до 15 октомври, а останатата 1/3 да се потрошат надвор од месеците за наводнување, исклучиво за производство на електрична енергија. И тука сега нешто се подудара од онаа што ни беше кажано на самото место, дека од 15 април до 15 октомври хидроцентралата била во јалов режим или не произведувала електрична енергија, но ова луѓето од Монтинг си имат подпишено договор и они си пуштат електрична енергија и ти пуштат вода и викат јас сум во согласност со договорот. Значи, да бидеме јасни, во овој анекс што ни го дадоа, викаат SCADA систем. Значи, SCADA систем е за пофалба еден од најдобрите софтвери во сите компании, каде што јасно и читко се кажува во тој месец имаме истрошено толку литри на вода, толку мегавати, толку киловати произведено на електрична енергија и така натаму и така натаму. Значи, тие менаџерски тим, собственикот на таа хидроцентрала, овие две ливчиња не значат ништо за нас. Значи, треба детален преглед за теков на 2021, теков на 2020 година, извештај од SCADA системот, за да ние кажеме да, сте го испочитувал договорот што е подпишан со Водостопанство Тиквеш. Барањето за поставување на една мини хидроцентрала, уште една втора турбина од 350 киловати, тоа значи дека ќе користи многу помал проток на вода и тоа ќе значи дека таа 350 киловати ќе си работи нон-стоп. Значи, нон-стоп ќе си работи. И кога се наводнува, и кога не се наводнува, се додека има во системот, во каналот за наводнување количина на вода. Така да, многу работи се нејасни, не се дадени на увид до на советниците. Секакви обвинувања кон нас доаѓаат, ние сме биле, не сме сакале да поминат. Истиот тој, само да нагласам, тој собственик на хидроцентралата Монтинг енергетика, Тиквеш ДОО, не е општествено одговорен за општина Росума, си го гледа само својот бизнис, нема потрошено 100 денара за кафе, а да не забравам, има потрошено 2-3 ручици, кои дел од советниците од колегите советници беа на тие ручици и два пати или 3 пати беа на ручеке, тоа е мој само трошок, расход во општина Росума. Значи, апелирам од оваа говорница, сите собственици на компаниите во Росума треба да бидат општествено одговорни. За кога ќе дојде некоја замолба, и иако не е кристално чисто, заеде да кажеме, да избалансираме и ние советници да кажеме да може таа компанија да го тера својот бизнис во нашата општина. Затоа, пак ќе кажам, од технички аспект има многу нејасноти и јас за ова не можам да го потрежам. Така да, се додека исходот од гласањето после мојата дискусија, не знам каков ќе биде, но доколку не помине, ќе да замолам председателя на совет следниот пат, откако ќе ни ги доставиш материјалите за разгледување на оваа точка, да ги имаме овие информации.
за да можеме ни да одлучиме. Благодарам. Благодарам, Јошев. Да ли два разговор? Нема никакъв. Јас ќе кажам. Сакаш нещо да кажеш? А? Иванче завърши. Да. Почитувани колеги съветници, почитувани граѓани на општина Росма. Пошто јас работев во овие систем од 86 година до 94 година и го познавам многу убаво системот на кој начин функционира. Значи таа централа што колегата кажа дека е направена и работи со целиот систем на водата за наводнување, таа има договор во кој период работи, а во кој период кога ќе почне сезоната за наводнување треба да прекине со производство на струја и да биде системот полн за наводнување. Во тој случај, значи граѓаните на општина Росма мора да има доволно вода за наводнување за целото поле во општина Росма. А оваа централа, оваа иницијатива сега што има донесена човекот, се работи за многу помала централа, која ќе ја користи вишокот на вода од системот, значи вишокот на вода, што доаѓа до таму. Затоа што на времето, кој е конструиран каналот, на две места самиот инженер конструирал, кога доаѓа до дефект или било што, да може водата од каналот се испушти. Тоа е, значи, место на Трстник, виканото Стена, таму се испушта, во времето имаше вработена четворица луѓе кои го чистеа сифонот, за да може системот да функционира правилно. Сега, на тоа место нема вработен нито еден човек. За иста работа, за исто, не дај Боже, да се случи нешто на каналот, истиот канал има иста ширина од Камендол до Крушевичка река Сирково. Значи, во тој дел има поново испус на каналот, значи таму се испушта водата од каналот во Крушевичка река, ако дојде дефект на каналот од Крушевичка река до Виничани. Значи, на тие две места имаме, заради доаѓање на дефеци во системот, да може да функционира каналот, имаме оставено такви места за да може да не дојде до поголеми штети во самата општина и самото земјиште во општина Росма. Тука се работи за помала централа, што би требала да работи со вишокот на вода. Значи правиме муавет за вишок на вода, што тече во самата во реката. Чим е вишок, че таму каналот собира толку вода навамо во цевката и повеќе не може да собере вода. Затоа таа вишок човекот сака да направат помала централа, што ќе користат во текот на сезоната таа вишок на вода, не друга вода што ќе биде да го намалат, ако некој човек ќе се намале вода за наводнување. Тоа е грешка. Значи јас го видов место, јас и го знам од време кога работев таму, секогаш таму има вишок, тоа се вика преливна станица, кај што прелива водата во реката. Значи дали таа ќе користи некој за струја, дали ќе тече сама во реката, тоа е штета да тече така. По моја, треба да прифатиме оваа иницијатива затоа што ги оправдува причина да биде поставена таму, затоа што работи за мал проект што нема да го загрозува наводнувањето на земјишто во општина Росма. Ви благодарам. Некако има збор, повелите. Повелиш. Председателя на Совета Христо Јошев, внимателно те слушав и твоите искази се паушални и напамет некои работи кажуваш. Не со без аргументи, не си компетентен да прецениш дали е таа во ред или не е во ред хидроцентрала. Значи, во самиот тој договор што го спомнуваш. Значи, сега не си ме слушал на почетокот на дискусијата. Не ме си ме слушал. Јас ти викам дека велам да ни даде договор потпишан во целост, а не само ископирани членови од договорот, кои ни треба само да ги читаме. Што е Нешто крие. Што е поентата само фотокопии, само дел од членови од тој договор потпишан. И во самиот ова што е ископирано член 18, точка 2 си пишува многу јасно. Кога користи водата? Да бе. И вика од 15 април до 15 октомври он треба вика 2/3 да ги искористи. Да, значи во време тоа не е сезона за наводнување. Значи многу убаво пишува. Во сезонот за наводнување. Во сезона. Во. Не во.
вон сезона, значи надвор од сезона. Абе, во пише тук. Тоа е грешка на печатна. Печатна не грешка. Ау, печатна грешка е! Абе, како може официјален договор подпишан печатна грешка? Нешто не е тука во... Значи, ќе те замолам, како председател на совет, од оваа говорница да действуваш, како што треба да совесно да действуваш, а не заведено. Тумачење на... Ама не, заведено. Тоа е, ти сами ми дискутираш заведено, сеќаш. Тука треба да дискутираш чисто аргументирано, ја како што кажувам тука. И ја што кажувам. Дај ни го договора да го изчитаме, дај ни го извештајот од СКАДА. Чекај, да се доискажам, Пенчо. Дај ни го извештајот од СКАДА. СКАДА систем е за пофалба. Значи, приоритет на секоја фирма да го има SCADA системот, тоа е богатство во една фирма. SCADA систем да имаш. И ние што викаме? Дај ни го извештајот од SCADA. Да го оцениме дали е тоа така или не е така и да го споредиме со овој договор што е исфоткопиран само 2 членчиња. Ништо не е кажано објаснено. Да, и точка. Ако се е окей, чешеме дечки, свака ви час. Тоа е добро. Ајде, Пенчо. Не може место ми. Ајде, повеќе. Нема што да се расправа. Нека дадат водостопанство гаранција за вода. Па договор. Договор нема во или вон. Ама он има добро водостопанство. Само никој печатна грешка. Дечки има. И не се расправите, зошто? Значи, не се Зошто расправа. толкова се расправа, одлучите за другите седмици и готово. Не си справите, готиче помине, шо само се тегавите и војно. Зошто? Ја сум да помине, зошто? Река биде кај што треба. Ти не ме слушна мене, добро, извини се малце. А ја ќе станам. Значи, ти не ме слушна мене, не дојде малце закасна. Значи, тука се работа. Игор, извини малце. Значи, тука, прво водостопанство, си има договор направено вон сезонски, кога може користи они вода и да го државаат канал. Значи, друга работа, само момент. Добро, чек сега да кажам, јас, а после ви кажете, а не за џабе, значи, јас, стругата ми е тоа Господине, мене ми е стругата хидромелиорација и јас знам точно да израчунам колку вода тече во каналот. И не ми кажи ти мене што треба да правам јас. Значи јас знам точно како функционира каналот. И повише од тебе го знам. И каде е разделна станица, каде е водата, каде има прелив, се ќе ти кажам во каналот. И затоа што јас работев таму, кога јас идам таму пешки изодено, ти со колата не можеш да земе толку. Значи тука за ова има луѓе што напишале точно како функционира, дали ги оправдува сите услови или не. Че ние не може да кажеме дека овие луѓе не ја знаат работата и на крај, ако сакате, ќе го бараме од фирма нека ни достават решение, како рече Иван, че ти да ни дадат договорот, значи сакаш добро, значи тоа што оваа ситуација, значи оваа точка да ја повлечеме од дневен ред, така ли? Повлече од дневен ред, стави на другите седмици и готово. А повлечуваме од дневен ред, бареме двете точки да ни достават двете решенија за договорот Стигвишко поле и извешениот од SCADA систем. Добро, поле, Игор. Сакам да кажам, да му реплицирам на председателот, значи неговото тука излагање е паушално, значи не користи аргументи, значи не е патело таа хидроцентрала, ние сме патели од таа хидроцентрала веќе 5-6 години патиме од таа хидроцентрала за тоа што шпекулативно работе. И сите земјоделци ние имаме проблем од таа хидроцентрала. И таа хидроцентрала кога се направи, ние на време вода немаме. И еднаш да се знае, да слушат земјоделците, кој е за земјоделците, кој е против земјоделците, кои лични интереси тука си практикува, кој зошто и како. Нека се донесе оригиналниот договор, да го разгледаме и што рече Јованче, да видиме дали се придржува кон договорот или не се придржува. Па тоа ќе одлучиме. Го напишаме, значи ја поручиме тоа што на дневен ред за наред. Шеста, А повлечувате лошо, и што ќе правите? шеста не знаем на седмица. Не е спорно тоа сето, значи сега што го вака сега што го зборуваш Иван, цело тоа е доволно образложение за да се јас што го зборував пред јас. Тоа е тоа. Само треба да го преточите на хартија и тоа е тоа. Значи, ја ви предложил, вие имате официјални документи што сега бар сериозна работа е ова, да донесе заклучок, а не да ложи точката.
заклучок со кој ќе задолжите Тиквишко поле или таму што барате тоа скада, како Да, е скада, Јован, скада систем. скадар или не знам, да достават тоа и тоа. И за да може да продужите... Параметрите од скада системот. Това са две работи поем. Да. Не, ама заклучок, значи завршите со заклучок и официјално ќе му го пратите како совет на општина Росуман, затоа што ви давате согласност, ќе му го пратите на Тиквишко поле или кој барен или на Двете барател. служби ќе го бараме. Да. Тиквишко поле и газда. Што е вашиот став? А не одлагаме тачката и сега вие доставите договор со една страна со две страни. Совет донесе заклучок, да се достават документи, тие оригинал договорот со водостопанство и тоа другото. Как го рече? Скада си. Значи, пояснувам, Добро, идеш значи, на да. тази система, исто како Телеком да отидеш и да правиш Не, те разбрав, барањето на Јованче, Те разбрав, Значи значи вака. завршите поарно вака пунува, ви како се. Иванче, значи ќе ставиме, след ќе го ставиме на гласање, ако заклучок ќе треба да ни праде газда и Тиквишко поле или водостопанство како го викат, овие две точки ќе ги бареме ние да ни достава за наредна седмица да можеме да одиме поано, да продолжиме дали ќе го одржиме или нема да го. Оригиналниот договор, анексот број 3, извештајот од скада систем. И во заклучокот, Добро запишано. во И заклучокот, да видиме само момент, Момент. Игор, извини, во заклучокот да не запиши, значи таму точка 1 заклучок словично се образлага што е, што се носи, а точка 2 ќе ставиш во колку странките, тие што ги барате, ви не ги достават документи, бараш ви да одбијам, точка. И трето, си биде нова заклучка по сила, не знам колку. Значи тоа е под... А вака, ако завршите вака, вака ништо не немате... анексот Достави, не број 3 достави. и извештајот од скадата. Значи, Значи, трите работи. функционирате како институција. Добро, од сега вака како заклучок го ставам. Да, цел. Иванче, Да. значи ова ќе го донесеме заклучок, ќе го ставиме на гласање да го усвоиме вака. Волете ли? А? Значи го ставам на гласање Не заклучок. шофлева во записникот. Па тоа бе. Знаеш ли шофлева? Договорот тека со водостопанство да ни го достава. Кој договор? Договорот со оригинален договор. Првиот договор. Да, што го има направено. 2015. Да, од договорот што го има направено водостопанство и И анексите. Анекс. они што има Еден договор анекс, и два. И анекс 3. и извршот скада системот што го имат за новата централа. А? Не. За досегашната работа. Што знаеш што работела до сега, така? Оле, тоа барање сега што го имате, на што се однесува. Предмет на барањето е тоа што го имате сега ви. А вие можете барате и други документи таму, не знам. Ама предмет на барање во новата централа што е. Добро, нема Не, ама да, што ќе барате скада, Ова таа е рече што што барате. барате. Извештајот од скада система. За досегашното работење. Директорот на водостопанство Тиквиш ќе проведе он дали го почитува, да не го почитува. Да. Дали го прекрши, не го Да. Добро, И он Иако си не пред- успеше да наджера. Малко ти ги научиме работа. Во ред, значи сега ќе го ставиме, Јошеф, го ставиме на гласање, усвоиме за заклучокот од за оваа точка што треба да ни достават. Како ќе му одговориме на овој? Кој е за вака постојен заклучок за оваа точка? 9 за. Ќе ни одговориме. Одиме со трета точка, предлог барање за поставување на водоводна линија за користење на технолошка вода во местна заедница село Дебриште. Шта му барат Трево барат за да си постават негде, они имат вода, ама барат да доведат до негде. Значи го ставам некој да има збор по оваа точка? Нема никој. Ма Го става ставам жам, чекай, што носите се? Црево да се достави гранчанкот има. Значи, носите одлука за Црево и Ископ. Одлука. За Црево и Ископ, така гранчанкот. Само Црево. Со приклучни Само- елементи, да. метри, 300 метри, Црево си 40 и приклучни елементи. Добро. Значи Црево барат и приклучни елементи. Значи, одлука за одобрување на финансиски средства за тоа и тоа. Добро. Значи, дефинирате што носите сега. Значи барање за поставување на водводно Црево барат 300 метра и приклучни елементи. Тоа е во барањето. Ако имате износ, уште поарно да ставите износ. Гранчанок има ли пари? Нема. Да видим. Значи добро, ќе одобриме некој Црево и го 300 метра и го 30 метри. Добро? Да, 300 метра Црево и приклучни елементи. Кој е за ова иницијатива на местна заедница Дебриште? 9 за. Точка 4. Разгледување на барање за финансиска помош по местно физички лица.
Дали некој има збор за овие точки? Една пропуст. Две треба. Да бе, една прва кост. Две. Значи имаме две бариња. Прво барење имаш. Едно ви кажа, нека нема подпис. Нема откаде. А не ги имаш? Еви ги. Не приемате. Дай ми. Ова за куварот ли? Еви ти го барење. Барење. Ова е за куварот. Кере. Значи барење од 27.9. на 22 година, барење до Сојот. Да читаме. Коева, Станислава. Значи, Так, išao bara i to je. Бара парична Значи го пробам. помош. Обяснам, пошто вика е повише болна жената, има две деца. И Мора да имат барање тоа. Сите го имате, барење да не го читам. Значи, дали Дефинирай го, можем? мора да го дефинираш Значи- број барање, тоа е одлука, тоа ќе биде. Колку Барање. пари бара? Гранчалне, колку пари може да добриме тука на ваша? А женот не готино. Да. Барање колку барање? Она не пишува колку може. Со одобрени, со одобрени. Само да казима него Нека се одобри. Ще- Не е битно, така треба. Еднократна, бе, Еднак ще си да, така. пошто взима него што ти. Добро. Може, Ќе- може повеќе. Може, всеки не. Дај повеќе дај, што си дај. Ајде 10. Значи, барење, За наш човек мислам. барење, исти човеци. сите си исти, човек се може. Знаме човек, може дека е А не, барењето од 8 ва 510 кроз 1. Виж си барање, само името и износ. Стави го. Станислава на година 10.000 денари се Дај го добрува. на глас. Кој е за оваа сума се добра? 9 за. Одиме со второто барење, се работа пак за операција на 3-годишно дете. Јована Спасова од Кавадарци, треба да оде на операција во Америка. Значи тука идеме за операција чини околу 100.000 евра. Граничалник, тоа ли пене? Јас можеме да даваме предлог, што се работи за дека од наша општина и го знаеме сите. Јас предлагам советот кој да пушал да одвоја се од тоалет. Сите советници. Кој да пушал да одвоја се од тоалет плюс општина. Јована Спасова. Јована Спасова. Кој е Јована Спасова? Видите че имаше. Ще треба многу пари ми треба. Јас лично рече, што можам да заврши ситуација, и предлагам на едни советниците спадаме се баш хумани и да добавим пушал. Јас ќе го дадам одмер, кажам ти ќе дадам пушал. Не, Добро, да се ни можем, знаеш како предлог, а дали тоа така ќе оде, а ние од општините можеме да одделиме сума што може да дадиме. Значи градоначалник го знае колку може да се даде, а после тоа предлогот дали некој од советниците може да даде, кој може да даде, некој не може па не може. Не може ни сега сите да кажеме кој колку може да даде. или хумор малко се. Абе јас не е проблем за мене, јас ќе бидам хумен, ама За тие луѓе треба да биде. работата е дека некој може му требат пари. Не, ти се тоа тоа е Пене, мислење. Пене, не може да излушите ви советници да пушал да му го соприте. Не треба да си јас сум сите дам да Ама тоа е друго. Тоа е друго, ако може, кој може да даде, може само Ви волно да кажа ова, даде. дајте си одлук, донеси си одлук. Гранчалник, колку пари може да добриме од општина тука на оваа барење? Колку? Не, тоа е операција, ама они имат, пишуваат тамо дека имат пари од... Иванче, комплетната кошта толку, значи они ова е трета више и они имат добиено пари, имат покриено доста од овие трошкови, сега му треба уште нешто да покријат за да го биде во целост покриена. Значи сега ние можеме да одобриме 30.000 Радмила. Добро, значи но Ние сме најголемо тука законодателите во општината, ништо е од кој го највише. добро, зависи тамо да пена колку
колку пари имаме во буџетот за таа намена, не е само да одобриме, ние ќе одобриме ако не му пушат џабе. Сите може да бъдат помалку. Ја предлагам да организираме една хуманитарна акција, кој што плюс тие се што ќе одобриме, кој ќе поканиме фирмите кои што функционираат на територија на општина Росово и тоа кој што се зеле плюс да биде на сметка на И школа. Тоа е уште поубаво, може така да направиме. Значи ќе вака ќе направиме хуманитарна акција за помош на плюс од тоа. Значи 30.000 вака се. Значи го ставиме прво Школа да направат нешто за да оде кај на рецитација глупости, те се прават нешто од харта или да се купува, да се купува, да се прават многу работи може да се направат. Треба сега ние иницијатори за сите тие работи. Одлучно поговарите после. Иванче, вака вие пено извини. Дај да одлучиме ние по барите. Значи он има бари, ние од општина Росман да броиме. Ворете тоа после ќе го договориме како ќе го направиме. Сега да одиме по бари, значи одоброиме 30.000 денара од општина Росман. А другото хуманитарно што ќе правиме тоа е плюс. Значи го ставам на гласање 30.000 денари од општина Росман се одобрат на оваа лице. Кој е за? 9 за. Значи тоа барење е добро. А после тоа што ќе направиме ние? Ќе направиме и говорна. Дека се изјасните советници кои ќе дават пошто да дават. Кој пеен да можеш така ти да кажеш кој да можеш ли, а некој може да има пари. Сите советници кои има. Може иницијатива да ќе кажеме кој што може да даде. После тоа кога ќе направиме нешто ќе кажеме. Тоа е друго. Одиме со петата точка советнички прашања. Кој е Јошев? Имам едно прашање кое се однесува на улицата Гоце Делчев, поточно стариот технички преглед. Има тамо некои камиони, некоја компанија, не знам чија е собственост, кој го контролира тоа, заради тоа што тамо се испира тие цистерни, кои има и масло, има и некои киселини, има и хемикали кои се штетни по здравјето. Лично сум засегнат јас, заради тоа што живеам во непосредна близина на тој објект и сакам лично градоначалникот дали е запознаен и дали има он дозвола за такво нешто и заради тоа што сиот тој измет или како да кажем или нечистоти што излегуваат од тие цистерни влегува во канализацијата на општина Росоман и доаѓа и на неколку пати и до запошување. Дали има некој договор склучено со општината, кој му го дозволува тоа, како го контролирате тоа и така натаму. Тоа е друго прашање. Аби Иванче, твори гранчана. Почитувани граѓани, почитувани членови на Совет, почитувани вработени во општина Росоман. Почитуван член на Совет Иванче, да, запознаен сум со проблемот и веќе се преземани конкретни мерки. Од страна на јавното комунално предпријатие му е пуштено писмено известување да не ги фрлаат отпадните, ајде да речем, води од перењето на камионите во канализацијата. Меѓутоа, сепак, да повторно да се разговара и да се пушти уште едно известување и да се пријави во соодветен инспекторат. Тоа е за животна средина. Животна средина. Да. Битно преземани се активности, преземани се мерки, пуштено е писмено известување. Тоа од наша страна што треба да направи. Ви благодарам. Има ли договор? Нема ли договор? Нема. Чиго ли Да. Ами зашто, како може да работат? Нема инспектори. Како зашто? Ами шо сме тука? Добро. Шо функционира? Пено, добро се засен сега. Мој предлог е да донесеме тука сега еден заклучок, да се повикат службите, инспекторите и животна средина, да пратиме до сите известувања дека тука во Росман се работи на црно и таа фирма работи со отпадни масла. Тие масла во секоја канализација кои се здравуваат во канализацијата, запушуваат канализацијата.
како што е штетно за здравјето, така е штетно и самиот систем не функционира како што треба. Че ние да пратиме известувања до Министерството за животна средина и до инспекторите во Кавадарци, од општина Росман градоначалникот, тоа да го задолжиме градоначалникот и да се средат на тој начин таа фирма да се малце опомене дека треба да работи или да се извада дозволи, да си го собира отпадот негде, да не биде така распашана. Да се внесе съответна врива, Да. Треба и да се види измежду да постави. Да. Да се даде помогне да се завърши работа. Добро. А не, значи Да се може да се Посебни дозволи, посебни канализации трябва да се направят. испратат до инспекторатот. Посебни филтри трябва да имат, посебни прочиствачи трябва да Од заклучок да се пратат до до инспекторатот во Кавадарци и до животна средина. До надлежна институција. Надлежна институција. Напишете да се видите кој. Ами што да тренеш? Това не. Дали некој друг има прашања? Павле Павле? Благодарам, почитувам, ние имам 2-3 прашања, сега така не ни планирав, ама ти си испадна точките советнички прашања, да не испадне дека не сме прашали. Да го прашам градоначалникот дали е завршено со партното уредување околу зградата и дали е опфаната сета зграда. Уште едно прашање ми е, второ, ги пренамениме средствата од репрезентации за улично осветлување, дали се работи на тоа негде да се појача, да се подобре уличното осветлување, да се стават штедливи светилки. И уште едно, тука низ Росома гледам голем проблем е кај Жито, кај Кафо, тука на улицата многу паркирања има, не се мине, се размислува ли тоа некој да се реше, таму е сварно е катастрофа кога да помини што возило. Благодарам. Почитуван член на Совет Павле, во однос на партното уредување, да, завршено е партното уредување околу општинската зграда. Во однос на вашето второ прашање за уличната расвета, спремаме постапка, кај да за кратко че има повик за уличната расвета. Во однос на вашето трето прашање, а тоа е прашање кое што е прашање за сообраќајен режим, за движење, кое што не е во надлежност на градоначалникот. Меѓутоа, еве на ваша иницијатива, ако сметате како што го решаваат, да речеме, од Кавадарци и другите општини проблемот со редење на ступчиња, ако имате приметено во Кавадарци, можеби на таков начин ќе успееме да влијаеме за да таа гужва или фреквенција во тој дел на Росоман се намали. Меѓутоа, и тоа не е гаранција дали ќе се среде или не. Ви благодарам. Че се надоврзам на Павле Димов. Тоа прашање го поставив и јас пред неколку совети за партното уредување околу општинската зграда. И пак наидуваме на ова сега претходно што дискутиравме за ова хидроцентралата. Значи треба внимателно да ги гледаме работите во иднина што ќе гласаме. Значи ние изгласивме, ако не се лажам, 7 милиона денара беше партното уредување. Така беше градоначалник. И сега и треба тоа терминологијата е многу битна работа. Значи требало да се напише тогаш кога гласаме уредување на 2/3 околу општинската администрација. А 1/3 нема да биде уредена. И сега дојдоме сето убаво е ова, окей, има неколку аномалија, мај да глобално е супер изгледа. И сега дојдоме до некаде и там го оставиме тоа. Сега подпрашањето градоначалниче. Дали средствата се исцрпија е едното подпрашање, второ подпрашање. Дали проектот беше до таму? И трето прашање, дали се штитат дадена група на граѓани на општина Росома, засегнати страни, со времени објекти. И минатиот пат го поставив, ама не ми го одговорите. Сега се надевам да ќе ми го одговорите.
Почитуван член на Совет Јованче, како што ви кажав, финиширано е проектот околу зграда, завршено е, има уште еден дел што треба да се отстрани. Во однос на тоа дали некој се штити или не се штити, но и јас имам сега едно подпрашање до вас. Денес ве слушав како со аргументи истрпно образложувавте зошто не треба или треба да се дозволи за хидроцентралата во Трстеник. Меѓутоа, истото тоа не го слушнав на минатата седница кога не бев присутен, каде што вие бевте против инвестиција во општина Росоман, ако не се лажам, бензинска пумпа, и без никаков аргумент се одби, се отфрли истата, се гласи се против, без да имаме како денес една аргументација која што стручно ја кажавте, дека сте и стручен за тоа и навистина секоја чест. Меѓутоа, тоа минатата седница не го слушнав. И сега прашањето ми е дали против некој нешто или нешто се штити, како што сега на некој начин ве цитирам вас. Тоа ми е прашањето до вас. Бидејќи и тоа е инвестиција, ве прашувам зошто минатата седница, кога гласавте против иницијативата за бензинска пумпа, да ја речем, немавте аргументирано објаснување, бидејќи не спорам дали е бензинска, чија, како што зборевте вие, дали е таму черка, фирма, така натаму, туку зошто немавме аргументирано објаснување, бидејќи тоа на некој начин представува инвестиција во општина Росоман, која што, нели, во некој идно време, може би за 4, 5, 10 години ќе се изгради, и не го слушаме ова вакво аргументирано образлагање од ваша страна. За разлика, да потенцирам, во времето кога градоначалник на општина Росоман беше од ВМРО ДПМН, Стојан Челазов, иницијатива за бензинска пумпа беше изгласана и ако не се лажам, вие бевте член на Совет во тој период. Ако не се лажам. Ова ми е чисто, пошто гледам да компарирам некои работи, па чисто јас до вас се како градоначалник имам право, мислам, едно прашање. Ви благодарам. Градоначалник, уште едно ќе те повикам да ги одговориш првен прашањата, овие подпрашања што ти поставив, а ја после ќе ти одговорам на ова што ти што ми поставуваш прашање за вие што ми поставувате прашање за бензинската пумпа, зошто? А првен да те замолам да одговориш на моите поставени прашања. Дали, уште еднаш ќе повторам, 7 милиона се исцрпија и проектот беше на 2/3 од општинската администрација, и зошто не е опфатено целата општинска администрација, а сите знаеме дека околу, околу значи сака со Джими што се испираме тука, во или вон. Една буква е, ама една нула, една кула што ни ќе ставите. Да, одговорите ми, па ја ќе ви одговорам на прашањето. Писмено. Ја не чув ништо. Ја не сум задоволен од првото прашање, гранчанин ви кажа, че прво вика дека е завршено парното уродување околу зградата, а после викаш да исто Јованче кога стана дека има уште еден објект за... Значи, ако се терат, зградата не е само напред, ти имаш и грб, и меф, и се, значи, треба да го координираш од почеток до крај. Јас се кажам дека завршен проект за уредувањето околу парното уродување околу зградата. Како да се тоа праша? Технички прашања не са. Викаш еден објект има за... Не објект. Тоа да се нешто за... Шо се е смешно? Имаш? Колку? Имаш прашање минатата седница, мислам дека Владко треба да му одговори. Ајде, како се. Повеќе. Чекам да се заврши. Вака сега, Владко, почитуван член на Совет Владко Трајков, ако не се лажам, минатата седница имавте 2 или 3 прашања. 4 прашања. Или 4. Добро, што ќе спушнам, ќе ме поправите. Во однос на вашето прашање за улицата во село Трстеник, верувам дека сте информиран, верувам дека знаете, искрено очекував денес да испаднете на говорница и да го пофалите тоа што... Да, како едно од главните ветувања и мои, и ваши и на другите советнички групи, конечно после толку многу години, после толку многу ветувања, улицата
во Трстеник ќе почне да се гради. Исто како и многу други улици во Росоман и во иднина на територијата на општина Росоман. Искрено очекувам политички коректно да испаднете и да го поздравите тоа. Во однос на второто прашање кое што го слушнав за асфалтната база, ако не се лажам. Јас ви кажав и минатиот пат, и предминатиот пат, и пред тоа што имам преземано, имам поднесено барање, само момент, за стопирање на изградбата, по вашето барање, нели претходно, и вие го имате видено овој документ. Исто така имаме поднесено барање до Министерство за економија да не информира кои концесии се издадени на територијата на општина Росман, за да го имаме како информација и да знаеме кои се има. Одговорот е го, ако не ви е проблем, ќе ви го испринтаме и ќе ви го даеме што ни одговориле Министерство за економија. Со оглед на тоа, се извинувам, додека ако можете да искажам, после тоа говорницата ви е слободна, може да се искажете. Тоа е во однос, че не е проблем, ако може да почекате после да добиете одговорот што е вен. Знаете дека ние служби за инспектор, градски инспектор немаме, дека тоа го правиме во соработка со општина Кавадарци, односно ги користиме нивните служби, така да од нас е направено се што е потребно од наша страна. Сега, ми се отвара уште една дилема која што ја гледав од она што може да го видам што се работело во изминатите 4 години. И открив дека за асфалтна база, токму на Совет на општина Росоман, одлука донесена на Совет на општина Росоман број 8354/2.2.1 од 27.7.2018 година, ако не се лажам и вие сте биле советник, токму тука, на ова место, вие како член на Совет, не знам дали сте гласале за, против или воздржан, токму една таква асфалтна база била на некој начин, тука бил даден првиот чекор да таа биде легализирана. Така да се прашувам... Која седница е таа да има? Ви кажувам, одлука донесена на Совет на општина Росоман број... Нешто сретнато до сега за асфалтна база да се распада. Србите имаат една поговорка, ако баба лаже, трак не лаже. 27.7.2018 година вие бевте ли член на Совет? Токму, еве, тука е почетокот, Советот го прави почетокот, Советот носи одлука за урбанистичка, за донесување на урбанистичка планска документација со која се врши, еве, проширување на планскиот опфат и вклучување на бесправниот обект. Токму таква асфалтна база е утврдена или би рекол легализирана во времето претходно кога вие сте биле советник. И сега прашањето ми, дали и тогаш бевте волку ревносен и буден и треба така да бидете за таа асфалтна база или не? Едноставно тоа ми е прашање. Жостро не е облежано возилото, општинско возило. Значи вчера беше обележено возилото на јавното комунално предпријатие, до крајот на недела ќе бидат обележени и возилото на општината, односно Пасатот и Фордот. Тоа е тоа. Ви благодарам. Вие, градоначалниче, на третата седница ми дадовте документ дека за град, ве питав дали асфалтната база има градежна дозвола. Вие ми одговорите дека нема таков документ издаден. Како сега најнаш дојди дека има сите документи, дека се е, и вчера приве во полиција констатирав дека се е кај што треба, имат и еколошка дозвола и значи ги имат сите потребни документи да работат. Асфалтната база си работе, а до вчера немаше никаков документ. Како е тоа најнаш излези? И достави ми ги од тие совет сите материјали кој како изгласал, што изгласал, да ги разгледам. Решение за легализација. Решение за легализација тоа. Како решение имам барање за спречување градба во град во на трета седница е тоа легализирана е таа содлука на. Како ќе може кај оние градат, значи има барање за спречување на град, некој не презел мерки. Почитувам. Как ќе легализираш некој што се граде? Со законот може да се граде изградена во 2021 да легализираш. Може ли со тие закон? Како ќе легализираш? Почитува член на Совет Латко Трајков. Ви кажав за асфалтна база која што има од тогаш датум, која што јас 2018 најверојатно сум бил на мастер студии во Скопје. Ниту е од мене подпишано, ниту јас сум учествувал во расправата, ниту сум бил тука присутен во тој период. Јас толку имам да кажам и благодарам. Сепак барам пауза да го земам документ од градоначалникот што ми го оставил во колото.
Еве одма ще гледам. Шо? Ајде. Со ова го исцрпливме дневниот ред и ја завршуваме 15-та седница на Советот на општина Росово. Ви благодарам.